Во денот кога Зоран Заев поднесува оставка од премиерската позиција, тој зад себе остава еден период со историска тежина и значење за државата и граѓаните. Неговото политичко поглавје започнува како пратеник, градоначалник, опозиционер и завршува како премиер. 5 години премиер, 9 години градоначалник, 2 години пратеник и 4 години лидер на опозицијата. Ова стои во политичката биографија на Зоран Заев, премиерот кој денеска ја поднесува својата оставка. Како неговата политичка кариера, особено како премиер, ја толкуваат граѓаните. На нас пензионерите дадени 100 динара за 4 години, 100 динара пензија качува. Како не го срам, како не? Тоа треба одма да се селе. Не од Македонија. Од дома, од Македонија скрос. Аман бе, дојде ли ред мене да ми питате за Заев? Да, подобро. Демократија не даде како што сакаме. 100 динара пензијата ти качува. Пензијата не гледа, демократијата гледа. Каква демократија имаш? Освен по договорот со Грција, Заев за секогаш ќе асоцира и на така наречените бомби со кои успеа од власт да го симне дотогаш недопирливиот Груевски. Поради ова, а подоцна и поради настаните од 27 април, симпатизерите му го припишуваат епитетот херој, поради што и фотографиите на социјалните мрежи од неговите симпатизери се вообичаено со раскрвавената глава на тогашниот опозиционер. Тогаш, по месеци протести предизвикани од така наречените аудиобомби, кои лично ги објавуваше на пресконференции во СДСМ, а со кои се упатуваше на криминално делување на 10-годишното владење на ВМРО ДПМНЕ, се одржаа избори. СДСМ освои 49 пратеници, а партијата што ја предводеше Никола Груевски 51 пратеник. Од декември до април ВМРО ДПМНЕ не можеше да состави владино мнозинство од 61 пратеник, нешто што го имаше обезбедено Заев. Сето ова и всушност доведе до така наречениот крвав четврток, во кој дојде до упад во собранието од луѓето кои излегуваа на повик на иницијативата за заедничка Македонија и поддржувачи на ВМРО ДПМНЕ. Поради ова, подоцна 16 луѓе се осудени на затворски казни од над 10 години, но 12 обвинети, меѓу кои тогашните пратеници од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Крсто Муковски, Сашо Василевски, Љупчо Димовски и Љубенар Наудов, добија амнестија. Дел од нив подоцна гласаа за промена на името на Северна Македонија, што се доживеа како тргување со правдата во име на друга цел. Другиот херојски потек кој му го припишуваат неговите симпатизери, а кој му донесе и меѓународна поддршка, е решавањето на речиси 3-деценискиот спор со името со Грција, пошто Република Северна Македонија од 2020 година стана официјална членка на НАТО. Спорот со Бугарија му донесе нов политички предизвик и обиди за решавање на уште еден проблем со македонските соседи, поради кои се блокирани европските интеграции. Неколку негови изјави беа толкувани во дел од јавноста како непромислени и попустливи кон Софија, а особено жестока реакција предизвика неговото интервју за агенцијата БГНЕС. Имало некогаш некоја администрација. Во тој момент, на почетокот, а потоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот. Се бори за слобода, за демократија и апсолутно е дел од антифашистичкиот фронт. Бугарски и македонски војски ослободуваат територии, Крива Паланка, Куманово, Скопје и во целиот овој дел. Рече Заев лани во ноември. Ова до крај ги навреди борците и тој за нив, но и за ВМРО ДПМНЕ стана најголемиот предавник на сопствениот народ. Еден од камењата на неговиот врат е и случајот Рекет, но изгаснувањето на СЈО. Одговорност не се понесе ниту за пожарот во модуларната болница во Тетово, кој се случи на 8 септември, во кој изгореа 14 пациенти болни од ковид и нивни роднини. Сето ова, како и уште други дузина познати и непознати причини за јавноста, Заев го квалификуваат како херој и предавник кој сепак одлучи да замине од политиката. Дали ова беше вистинскиот момент, повторно е дискутабилно, зашто Заев имаше своји добри, но и лоши моменти, што за некој значи дека шансата да биде херој самиот ја упропастил.